Драги гледачи, добре дојдовте во уштедни 45 минути. Со оглед на тоа дека снимаме за време на празник, задоволство ми е да ви го честитам денот на се словенските просветители, светите Кирил и Методи. Ова е ден што не подсетува на значењето на зборот, писмото и јазикот како темел на секое општество. Ако веќе во претходната епизода зборувавме за инфлуенсерство, денеска јас би рекол дека зборуваме за една од најкласичните видови на влијателни луѓе, односно луѓе на кои што ние на некој начин се дивиме. Денес темата е боксот. Спорт што од страна изгледа мощно едноставно. Двајца борци и еден ринг. Но за тие неколку минути, за тие неколку рунди, не се гледаат годините жртва, упорност, работа и секојдневната борба самиот со себе. Денеска на моје големо задоволство имаме професионален боксер. Му посакувам добре дојде на Нермин Герлек, за нас Неро, за кој што ќе поразговараме за оваа убава тема, убав спорт и можеби спорт што недоволно се зборува во македонската јавност. Неро, добре дојде. Здраво Данило, фала ти на покана, фала ви на целата продукција. Можам да кажам дека студиото ви е прекрасно, дечките работат безпрекорно. Професионалци. Поготово мора да го пофалам логото, многу ми се свиѓа и поздрав за дечкото што го правеше. Ова е новитет од оваа епизода, мора да се пофалиме вака посебно да го промовираме, така да ти благодарам и на логото е значи специјално за мене е донесено. Специјално за една прекрасна тема. Неро, да почнеме вака најпластично. Како започна целата оваа приказна со тебе и боксот? Тоа е, да речам, интересна, може не е толку интересна приказна, меѓутоа има приказна позади тоа. Уште како млад, да речем, тинејџер на некои 14-15 години, почнувам да тренирам кикбокс. Нели, како и сите во тие тинејџерски денови. Поздрав за мојот прв тренер, Дино Колашинац. Он и денес има негов клуб кикбоксерски, држи тренинзи. И таму ги учам основите некои на, нели, кикбоксот, на боксот, да речам, некоја техника, почетоци. Тоа си иде во континуитет, нели, јас тренирам до некои 21-2, каде што веќе се вработувам. И тука малку стагнирам со спортот, меѓутоа никад не го оставам да речеш да не тренирам. Ни еден период од животот не било да не тренирам, меѓутоа не се такмичам, не сум толку посветен на спортот, тренирам. И понатаму продолжувам да тренирам до некои 23-4, каде што веќе влагам во тие некои такмичарски води, аматерски такмичарски води, меѓутоа не во бокс, што е најинтересно. Туку во сите останати спортови, граплинг, ММА, доста такмичења имам направено и во регионот и во Македонија, во граплинг, во ММА имам неколку борби направено аматерски. Сите се аматерски, тоа ќе кажам аматерски, значи не е професионален дел на спортот, него аматерскиот дел. И доаѓа момент каде што мој сегашен пријател, да речем другар и колега по бокс, Тоше Цветков, он исто поздрав до него, он е наш професионален боксер со доста големи успеси, почнува да боксува за еден менаџер од Србија, мислам му станува менаџер од Србија, Слажен Јањани. Тука веќе почнува таа некоја неша дружба, почнува да идам на борби со него, да му помагам во припреми, каде што ние почнуваме редовно и да спарингуваме. Или тие спаринзи се доста тешки, бидејќи Тоше 120 кила човек тешкаш, каде што јас, да речам, солидно се носам со него и нели на другарска основа веќе спарингуваме, да речам, може секоја недела 3 до 4 пати, каде што менаџерот негов ми се обраќа и кажа зошто ти гледам спарингуваш, активен си во спорт, меѓутоа никако да започнеш некоја посериозна кариера, зошто не боксуваш за мене? И така тргна таа приказна околу боксот, каде што ја почнувам да боксувам мислам боксувам за него. Потпишувам со него да ми биде менаџер и тука стартува приказната со боксот. По ова што го зборуваш, сватив дека можам да констатирам дека пред да почнеш да се бавиш, да кажеме, активно со боксот, си се обидел и со кикбоксот и со граплинг, како и да се изговара, пред да настапиш со боксот. Ова ме подсетува на Мајкл Џордан и бейсболот и кошарката. Мајкл Џордан кога е млад игра бейсбол, подоцна станува неголемиот кошаркар на сите времиња, па подоцна се враќа на бейсболот. Сега те прашам во таа насока како сега тоа се други спортови, сродни, но сепак други правила, други техники, например ММА и бокс е сосема нешто различно, така. А сега те прашам како техниките од другиве спортови пред да настапуваш со боксот, како тие ти влијаат во надпреварувањето? Пак, секако да ти кажам, тоа се сродни спортови, меѓутоа многу различни, многу. Од секогаш омилен спорт ми било бокс, кикбокс, да речам тој страйкинг.
секогаш сум го негувал повеќе страйкингот, значи секогаш сум сакал повеќе да удирам него, нели граплинг, джудо, џиу-џицу, тоа се некои спортови каде што е повеќе на полуги. И затоа имам некоја симпатија према таквите спортови. Ми беше лесно да се адаптирам на спорт бидејќи ги исклучив од тренингот другите сегменти, да речам техниката на нозе, работа на пот, што е нели составен дел на граплинг, на ММА. И искрено ти кажам, мислам дека добро се снаоѓам. Ми беше во почеток тешка трансформацијата, значи да речам да оставам се на страна, да се фокусирам само на рачна техника, меѓутоа откако оставив се и се фокусирав само на рачната техника, боксот доста напредував и мислам задоволен сум и сам од себе, а и реално покажувам резултати. Дека твоето искуство од другиве спортови, дека можеби ти помогнало да бидеш подобар боксер? Знаеш како, многу е битно аматерското искуство на еден спортист. Многу. Кога ќе кажам аматерско искуство, зборам за тие аматерски такмичења уште како дете. Бидејќи кога ќе го изгубиш ти моментот на страв, не е тоа страв, извини. Не е тоа страв, него настап пред публика, јавен настап, тоа се спортови каде што можеш да добиеш повреда, каде што некој може да те истепа. Значи тоа се ситуации кои треба да ги надминеш уште како млад. Јас да речам во тие тинејџерски 14-15 години немав такви такмичења и тоа е некој хендикеп со кој да речам требаше да се соочам ја подоцна. Реално не е тоа некаков голем проблем, меѓутоа многу е побитно кога на тие 12, 13, 14 години ќе го поминеш тоа искуство аматерско. После веќе кога ќе настапиш во професионалните води, се осеќаш некако како на свој терен. Меѓутоа добро дојде ми беше добро дојдено искуството од сите од останати спортови и сите такмичења баш поради тој јавен настап, за да го изгубам тој осет од да речам од публика, од трема. Да, од трема. На некој начин некоја улична школа, како што Майк Тајсон меѓу другото има помината, така? Да, баш така. А спомна дека се почнал млад, да, доста помлад, 15 години спомена дека се бави со боксот. Како изгледа почетокот на еден млад човек што сака се бави со таа професија во Македонија тогаш и дали би можел да ни кажеш како и денес тоа може би изгледа, ако имаш некој инпут во таа? Во денешно време, сега во 2026 година е многу полесно, има многу повеќе клубови, има многу е подостапно, се е подостапно. Меѓутоа не дека и да речам тоа некое мое време кога јас сум почнал, не и тогаш не дека било нешто многу потешко. Од секогаш кај нас во Македонија и у Скопје, поготово у Скопје имало клубови боксерски, кикбоксерски. Сега знаењето на нашите тренери, јас сум се уште млад, не ќе да судам никого, меѓутоа за ова наше поднебје по моја некоја проценка доволно за еден млад спортист кој сака нели да се опроба во секој спорт. Дали небитно кој спорт е, нашите тренери имаат доволно знаење да го упатат. Се понатаму, нормално, како сакаш да настапуваш регионално, европски, балкански, мора да напредуваш и од тренерски аспект да вложиш во себе, да отидеш надвор, да направиш камп, да смениш сала, смениш спаринг партнери, не можеш да останеш во исто место. Меѓутоа, нашите тренери овдека одговорно тврдам, има доволно знаење за еден млад дечко да го упатат во спортот, да му дадат една основа за он да може да се изгради понатаму во кариерата како врвен спортист. Така, убаво го срочи тоа. Би сакал целата идеја за овој наш подкаст денеска беше една твоја новина. Излезе во изминатиот период дека имаш подпишано некаков договор за борба. Јас не би навлегувал многу во тоа, сакам да те прашам за што станува збор. Така. Значи јас подпишав за борба во Германија, во град во близина на Штутгарт, на 27 јунија борбата. Тоа е во организација на Prime Time Promotions, тоа е доста сериозна организација боксерска која организира боксерски евенти во Германија и се борам против албанец кој е роден во Германија, да речам изворно нивен боксер германски, кој е до сега не поразен. Има постар брат, мислам дека неговиот постар брат е во топ 50 боксери во свет, Бујар Тахири. Така да потекнува од боксерска фамилија, не е некој кој му е боксот стран, не му е нешто што му е страно. Се надевам на победа, многу битна борба за мене. Имав една тежок пораз, да речем, во Холандија во ноември минатата година. И оваа борба може да ми донесе многу со оглед на тоа што ако победам влагам во топ 300 боксери на боксер листата. Со тоа станувам ликвиден или за титула, за европска, регионална некоја титула да можам предизвикувам и у професионалниот бокс тоа е доста битно и затоа се надевам на победа. Мислам не се надевам, него јас одам да победам. Со сигурност. Ќе стискаме палци ние, тоа е сигурно. А што би значело
за боксер од Македонија да влезе во топ 300 боксери во целиот свет? Па, како да ти кажам, тоа е таа што ја кажам, таа боксерик листа, таа е листа, официјална листа на професионални боксери во свет. Сите. Да речем од најдобриот до најлошиот боксер кој професионално се бави е на таа листа. Боксерек. Боксерек. Сега ние имавме боксер во топ 300, имаме и сега. Настапува под македонско знаме, меѓутоа он е албанец од, сега да не сгрешам, мислам од Струга, живеат во Германија. Бенјамин Мери, он е исто во мојата категорија крузер, он е во топ 60, мислам, боксери, меѓутоа он се финансира надвор од државата, тука во Македонија не е. Германски тренер има во Германија, така да што се однесува до нас во Македонија, да речам некој тука, знаеш, имавме во топ 300, Тоше беше во топ 300, за жал имаше некои порази за титула, нели работеше во 2 или 3 наврати, сега да не зборам на памет, каде што изгуби и затоа падна по таа листа, меѓутоа тоа е битно за еден боксер како професионалец, бидејќи стануваш ликвиден, можеш да предизвикуваш титули. Веќе од 300 па нагоре можеш да предизвикуваш титули европски, светски, од различни организации, ВБА, ВБО, ВБФ, тоа се сите некои боксерски организации кои реално за индивидуа, за боксер како професионалец многу значат. Значи ние во моментов да сумираме во изминативе 10-20 години, ако може тоа да уфрлиме, колку од прилика сме имале ние борци во... Да не сгрешам, да не зборам на памет, не знам точно, во последниот период активни боксери кои настапуваат под наше знаме, да речам македонско знаме, кои надвор се представуваат како македонски боксери, јас, Тоше Цветков, Матеј Чатлевски, Ице Трајковски, Матеј и Ице се од Прилеп, тоа се некои боксери кои активно, во моментов активно прават, учествуваат на боксерски евенти професионални, така да сигурно има останати, да не сгрешам, меѓутоа мал број на професионални боксери, регистрирани професионални боксери, за жал мал е бројот во Македонија, додека пак тој аматерски олимписки спорт е друга приказна, таму веќе имаме по-сериозни достигнувања. Како, например, еве ние почнавме веднаш, разгледавме како Македонија или македонскиот бокс се представен во странство и би продолжил на таа линија. Како во однос еве да ни биде појасно на нашите гледачи, но и на мене, меѓу другото, во компарација со некои сродни земји, например дали балкански, дали екс-југословенските земји, дали некои, знаете, нашите соседи, знаеш, нашите соседи, како изгледа кај нив боксот компариран на светско ниво, како изгледаме ние во однос во компарација со нив? Па, знаеш како, Данило, како и секој спорт, сега да не ќе ја да сигурно да фрлам сенка над нас, затоа што јас настапувам за нашава земја. Меѓутоа, како и секој спорт, така и у боксот малку сме уназадени. У смисол на финансии. Секој спорт фалат финансии, во секој спорт фали да се улага, а дека има квалитет, има и тренерски и такмичарски квалитет. Јас морам да го спомнам, значи што се однесува до аматерскиот, кој ќе кажам аматерски, тоа е тој бокс, олимписки спорт. Така. Имаме ние сериозни такмичари. Има еден млад дечко, морам да го спомнам, они познати на јавност, Ален Рустемовски. И неговите браќа настапуваат, они се уште се работат само аматерски бокс, меѓутоа тоа е феноменален талент. И јас се надевам дека во иднина истиот ќе настапи, нели ќе премине во профи бокс, дека ќе си го најде својот пат и менаџер и дека ќе настапи на светска сцена бидејќи е стварно сериозен боксер. Од друга страна, во споредба со регионот, пак Србија тука котира највисоко и во аматерскиот и во профи боксот. Има доста сериозни боксери и доста сериозна боксерска организација, меѓутоа и ние сме на добар пат. И кај нас нормално ќе се развие тоа, се повеќе млади почнуваат да боксуваат, се повеќе млади се такмичат, така да се надевам дека у наредните 5-10 години и кај нас ќе се издвоат некои имиња и ќе се направи некој посериозен и поголем успех. Колку успехот во боксот се должи на финансиска помош, односно поддршка? Па, на аматерскиот бокс не можам да зборам многу. Ни имам клуб, ниту пак сум идел по тие некои европски такмичења и такви ситуации. Меѓутоа за тие млади толку финансите не влијаат колку таа упорност и таа посветеност на тренерот, на клубот. Додека во професионалниот бокс да речам дека 50-50. 50% е трудот, 50% се финансиите. Бидејќи во професионалниот бокс се е друго. Правилата се други, играта е друга. Во професионалниот бокс, најчесто во професионалниот бокс преминуваат боксери
кои веќе имаат менаџерска позадина и стојат корпорации позади нив, ги финансираат и ги еден аматерски боксер од светски аматерски боксер кој ќе премине во профи бокс, доста финансии се улагаат у него и веќе он го градат како боксери, тренери и кампови, тоа се сериозни суми на светско ниво, па и на европско. Германија, Полска, Србија, значи имаат сериозни боксери, баш сериозни, во топ 50, во топ 100 на ранглиста. Јас вака ти поставам кратки прашања, но додека ти зборуваш, јас го размислувам ова во глава и го компарирам боксот со фудбалот. Например, фудбалот ми е многу драг, сум играл доста време фудбал и затоа ми е најлесно да го компарирам тоа. За да успее Македонија во фудбал, нас не треба минимум 11 добри играчи. Кога едниот ќе се повреди или нема да му биде денот, кога се менува треба да имаме и на клупа некои кои што се многу добри. И сега тимски спорт е малку потешко. Потешко е ние сме мала држава, не е тоа исклучок. Не е тоа, мислам, некоја си момент каде што ние треба да кажеме, аха, тука е причината. Не е таа причината. Има доста мали земји кои што во светов пружиле премногу за фудбалот, например. И ме интересира во насока на боксот, кој што е индивидуален спорт, да кажеме. Еве да погледнеме и тенисот индивидуален спорт и гледаме Новак Џоковиќ, дека е ултимативно најдобриот тенисер според милион критериуми во тенисот. Што во Македонија на конкретна насока треба можеби да се подобри вака индивидуално за да некако го подигнеме овој индивидуален спорт на повисоко ниво? Нашето поднебје, Македонија, Србија, Црна Гора, Босна, да речам јас сметам дека се исти луѓе, така да талентот кој го имаат соседниве земји, Албанија, значи кој да пропуштив, го имаме и ние. И нашиве деца овдека го имаат истиот, само треба малку повеќе да им се обрне внимание и малку попрофесионално да имаат пристап према спортот. Да не биде тоа сега сум го пуштил детето да тренира, секое дете, поготово тие тинејџерски години 12-13 се гледа ако е талентиран, како за фудбал што се гледа дека е талентиран, се гледа и за бокс, за кикбокс, за секој спорт се гледа дека е талентиран. Треба малку повеќе внимание. Тренери, спортови, да не биде тоа сега го носам детето 2 пати неделно на бокс да се испоти или на кикбокс, кој било спорт, него малку повеќе да се посвети и нормално. Се тоа позадински треба да поддржано, клубовите треба да бидат поддржани, затоа што тренерите не можат да се посветат на децата без добри бокс центри, фитнес центри, како и да ги наречам тие центри каде што ќе се ствараат тие деца за да ги праќаме на такмичење надвор од држава. Со тоа што значи треба финансии да се вметнат во клубовите и клубовите сами они и сега работат добра работа, меѓутоа тогаш ќе може повеќе да се посветат на децата, поготоа на тие исклучоци кои се, да речам, таленти кои во први моменти не мора да значи дека они ќе направат најголем успех, може некој што е поупорен да направи поголем успех, меѓутоа тие таленти кои се двојат во прв момент макар да им се посвети поголемо внимание. Дека гледам во соседниве земји тоа го прават. На децата кои се, да речам, се двојат од својата генерација, кои се поспремни, се улага во нив повеќе, им се посветува поголемо внимание, им се помага во школа, нели во тие тинејџерски години, тоа е голем проблем. Им се даваат премии, им се даваат стипендии, бидејќи тие деца сега не секој доаѓа од добра позадина фамилија, некој боксерски патики нема да му купи на детето кој го пратил на тренинг. Тие работи да се изменаџира, да може да се финансираат тие такви случаи и мислам дека успехот е загарантиран затоа што тоа истите луѓе сме ние тука и кај нас има многу талент, многу. Пред некоја година, односно пред некое време, министерот Борко Ристовски го прогласи ракометот за национален спорт на Македонија. Што е реално кога ќе погледнеме успесите од тимските спортови, реално и далеко е подобар од фудбалот или кошарката на пример. Јас, на пример, вака, затоа изборуваме на оваа тема индивидуални спортови, затоа ја начнам индивидуални спортови наспрема тимски спортови. Можеби спонзорите, партнерите во Македонија треба можеби посериозно да размислат во финансирање и поддршка на млади луѓе кои што се дел од индивидуален спорт. Пошто на пример, јас познавам мал милион деца во Македонија кои што вежбале карате од кога биле мали. Значи мислам дека толку каде и да оди некој македонец, дали млад, дали повозрасен, се не ги знам како се точните називи на категориите, нема момент каде што македонец не е освоил медаља. Дали е тоа балканско, дали е тоа европско, дали е тоа можеби светско надпреварење. Секаде освојуваме некој момент. Затоа и можеби убаво е овој момент што го начнавме дека треба навистина да се посвети посериозно внимание на луѓето кои што се бават со индивидуалните спортови, бидејќи реално математички гледано логички шансата да се врати тој успех е најмногу од индивидуалниот спорт. Пак ќе кажам, свеста на народот треба малку да се подигне на
на глобално ниво, на државно ниво, да речам, сите треба да размислуваат во тој правец. Сега кај нас малце сега таа друга тема е тоа кај нас народов баш не му е дојдено до финансирање на спортисти, се занимаваат со други проблеми што реално се реални животни проблеми, меѓутоа и тоа малку што се вложува, малку или многу како и да е, треба да се усмери во спортот, бидејќи има квалитет. Со сигурност гарантирам дека има квалитет во секој боксерски, кикбоксерски клуб да поедеш во Македонија, во Скопје, во внатрешноста на Македонија, кој било град, ќе најдеш сигурно деца кои се по квалитет на европско ниво во топ 3. Затоа што ја ги гледам тие деца, што на тренинг, што на Инстаграм ги пратам, ги следам, ги знам нивните тренери, ми праќаат видеа од децата кои вежбаат кај нив, што тоа се деца кои се стварно посвети на спортот и треба малку повеќе да се обрне внимание на нив. Да, и тука се заборава, точно е дека сега имаме ние проблеми во државата и дека компаниите си имаат можеби приоритети при финансирање, но не треба да забораваме на многу битна работа, тоа е дека најголемите амбасадори на земјата, во принцип не се нивните амбасадори дипломати, ниту пак премиерите кои во моментот се премиери или министрите за надворешни или било што. Туку тоа се спортистите и веројатно и музичарите. Нема човек што кога ќе се спомне Македонија во фудбалски термин, сите мислат на Горан Пандев постарите, нормално од екс Југославија го знаат Дарко Панчев, Илија Најдовски. Ако се спомне Хрватска, се знае дека станува збор за Лука Модрич, ако се спомне Србија, се станува збор за Новак Џоковиќ. Например, и да не ги редиме сега, и затоа можеби и тука може и да потикнеме нека такво размислување. И во таа насока сега сакам да те прашам, мојот впечаток до сега, кој истражував за ова интервју, но и по ова што го разговараме на сети во моментов, е дека има недоволна промоција на боксерите во државата, особено младите спортисти кои сакат да се бават со ова поле. Дали сум во право? Така е. Сега ќе зборам нешто што со сигурност разбирам, да не навлагам во некоја тема што можеби не сум доволно упатен. Тој аматерски или олимписки дел од спортот е на некое ниво, не можам да кажам ниско, не можам да кажам високо, можам да кажам дека си ја вршат работата, учествуваат државни лиги, балкански првенства, европски, пак да напоменам, има деца од тој аматерски бокс кои прават успеси на регионално и на светско, на европско ниво. Меѓутоа, како професионален спорт, бокс како професионален спорт во Македонија нема боксерски реви, што ги викаат. Јас боксував во септември или октомври минатата година, септември, мислам во Прилеп. Дарко Чатлевски, наш познат, сега постаре човек од наш познат боксер и кикбоксер, организираше евент во Прилеп, беше полна салата, луѓето дојдоа, значи имаше голема поддршка за нас борците, имаше доста странски боксери од Романија, имаше од не знам од која друга земја беше, и беше многу интересно. Такви реви боксерски во Македонија нема. Значи ова беше во Прилеп лани и не памтам пред тоа кога имало. Тоа е се само ради финансии. Затоа пак ќе кажам, професионалниот бокс е доста врзан со финансиите. Кога би имало повеќе финансии, кога јавноста би била повеќе заинтересирана за боксот, нормално дека нели гледаме сега не во регионот кај нас почнува да се организираат и тие ММА организации доаѓаат, вложуваат, народот иде, гледа. Меѓутоа пак треба да биде и за другите спортака, и за кикбокс, и за бокс да се организираат такви евенти, затоа што народот сигурно ќе дојде да гледа, со сигурност. Да, и по тоа што гледам дека во последно време веќе помладите кај нашиве генерации, да кажам, се враќа некој интерес за гледање на бокс. Најчесто тоа можеби е ММА, да не се лажеме, но сепак е убаво да се види дека се враќа интерес во овој, да кажеме, еден од најкласичните форми на спортот во светот. ММА има некој хајп, нели? Сега низ Балканов доста организации се пронајдоа, доста борци, ММА борци од регионов се, да речам, популарни, можда не на светско, ама и европско, тука балканско ниво се доста популарни, они се веќе јавни личности и народов сака да ги гледа, нашиве деца, младиве тинеџери се заинтересирани да ги видат нив како се борат. Тоа истото, јас сакам тоа истото да се постигне и кој било друг боречки спорт, дали е бокс, дали е кикбокс, истото тоа, значи нашиве борци исто така да станат некои јавни, не јавни личности ради популарност, него да бидат, да речам, личности кои ќе бидат луѓе ќе сакаат да ги видат како настапуваат јавно, како се борат, да бидат заинтересирани за нив, не само за овие, да речам, регионалниве. Пошто они се веќе изградени борци, они веќе си имаат во нивните земји организации, нивни менеджмент и тоа е веќе на едно друго ниво. И маркетинг хајп. Многу голем, многу голем. Ги спомнам младите. Сакам да прашам,
За младите што сакаат да се бават со оваа професија, за луѓето што ги интересира спортот без да треба да се бават со оваквата професија, сакам да те прашам за тие неколку рунди колку и да се договорени во една борба, како изгледа спремањето, како изгледа животот на еден професионален боксер? Тоа е моето прашање. Па, знаеш како ќе кажат некој јас сум професионален боксер или професионален ММА фајтер, тоа се подразбира дека он живее од тоа. Кај нас во Македонија е многу тешко да живееш од тоа. Сите ние се трудиме, секој на свој начин се труди да живее од тоа и тоа да му биде дел од секојдневието. Меѓутоа, за една борба, професионален боксер, доколку е сериозна борбата, доколку е некој сериозен противник, нормално секој во кариерата кога почнува, не почнува со најсериозни борци, прва, втора, трета борба, сега да не навлавам, меѓутоа како ти напредува кариерата, се посериозни и посериозни се борците. Кога веќе ќе дојдеш во момент да боксуваш со сериозни боксери, малку треба да е посериозен пристапот. Значи тоа треба да се издваат некои 2 до 3 месеци пред борба, да се направи солиден камп, да се работи на кондиција, на техника, и пак ќе се навратам, може лошо звучи, пак се тоа е тесно поврзано со финансии, бидејќи се тоа можеш да го isfinansираш, да платиш трени, дури во боксот се плаќаат и спаринг партнери. Бидејќи не секој сега ќе дојде кај мене во сала да боксува со мене 10 рунди, јас да му направам штета, он мене да ми направи штета, а при тоа он да нема никаков бенефит од тоа, бидејќи јас треба да се такмичам, он не. Така да доста е тешко, во смисол да се најдат спаринг партнери, да се најдат услови, меѓутоа не е невозможно. Само човек треба да се посвети, да биде одлучен дека тоа го сака и може да се оствари. Не е тоа никаков, не е тоа нешто што не може да се надмине, не е тоа некоја пречка преголема. Да, сериозни подготовки претходат на професионален боксер, тоа е очигледно. И самиот момент што повторно, нели, се вртиме околу тоа на некој начин, финансиската подготовка и односно спремност да тоа да се издржи, бидејќи 2-3 месеци да се спремаш за една битка, подразбира распоред на спиење, тоа чека треба да се слободен, треба да се префорсираш со одредена друга работа, треба да имаш распоред, претпоставувам, на јадење, така да се жртвуваш можеби од излагање до 5 наутро, претпоставувам, значи тоа е голем сет на жртви кои што се прават, така. Излагање нема. Мислам, нема. Можеш, ама у ринг ако сакаш. Не можеш се повикаш на излагањето кога ќе влезеш внатре во ринг. Доста има откажувања, значи тој социјален живот кога се спремаш за борба треба да се тотално се запостави. Значи другари, девојки, жени, тоа све мора да е пострана. Паралелно не може. Затоа што да речам за еден сериозен пристап ти треба вежбаш 2 пати дневно, 3 до 4 дена у неделата, другите денови поеднаш. Тоа ти се, да речам, денови за одмор кога еднаш вежбаш дневно. Сега со 2 тренинзи дневно, да речам по 2 сати во просек, нека да се 4 сати, кога ќе спиеш, кога ќе јадеш, кога ќе одмориш, меѓу 2 тренинзи треба да одмориш. Така да треба малце посериозен пристап, али тој посериозен пристап никој не може да ти го даде. Тоа сам мораш да го направиш. И милион евра да ти донесе некој да вложи во тебе, ти ако си несериозен во пристапот, тоа не ти помага. Постојана битка сам со себе. Да, значи тоа мора сам да го направи. Тоа сам мораш, тој распоред мораш сам, затоа што на крајот од денот у рингот си сам и не можеш утре да го кривиш Данило или ово или оно, ради него изгубив, ради него не сум доволно спремен. Сам се спремаш, сам си ги носиш последиците или победите. Жртвата значи дисциплина. Дисциплината е одлика на професионалните спортисти, не само во боксот, туку и пошироко. Дали ти можеш сам на себе си направиш некоја блага споредба како боксот и сите жртви што ги подразбира професионалниот бокс влијале врз твојот карактер? Па можам да кажам дека само позитивно. Никако негативно. Само позитивно, бидејќи ти како поединец кога ќе се посветиш на спорт, на унапредување самиот на себе, во кој било животен сегмент, немаш простор за други глупости, да речам. Значи тука немаш простор за грешка. Вежбаш, се унапредуваш, фокусиран си, имаш цел. Многу е битно ти кога имаш борба затоа што имаш цел. Да бидам така и така спремен до тој и тој датум, затоа што тој и тој датум треба да боксувам. И тука сите негативни работи ти ги исклучуваш. Тоа мене макар многу ми помага боксот во смисол сите негативни влијанија од надвор кои доаѓаат сакајки ја или не сакајки да ги отргнам, морам да ги отргнам. Затоа што немам време да искочам, немам време да се занимавам со небитни работи. Фокусиран сум на тренинзите и тоа е тоа, немам простор за друго. Така да совет до сите млади и до сите кои се занимаваат со спорт. Спортот може да ги отрне од сите лоши работи. Буквално од сите, затоа што и уморот
Доволно е што ќе се измориш, ќе дојдеш дома, ќе отспиш, немаш време после тоа да правиш непромислени работи, ниту па да скиташ по улици, ни по кафани, ни по дискотеки, нема простор за тоа. Да, убаво што начнеме темата со вредности и таа ја планирав да ја прозбориме денеска. Како што спомена, дисциплината може да натргне од доста лоши, да ги кажеме како пороци, штетни навики, кои што реално во моментов се многу. И сега да отвориме таа дискусија, да на Пандорина кутија која што ќе ни треба доста време. А јас би сакал, еве спомнавме дека големата борба што очекува на 27-ми, така? Да. Јуни. Да, како изгледа во овој меѓу период? Во твојот мајндсет, како изгледа кога нема публика, кога не си актуелен, кога да кажеме на некој начин се спремаш, како изгледа тој момент кога никој не те гледа? Додека се спремаш за нешто големо. Тоа е главната борба. Во рингот трае 6, 8, 10 рунди. Главната борба е сега. Главната е борба што сега јас од тука ќе станам, ќе одам на јадење, после јадење ќе одам на тренинг. Утре дента истото ќе го правам и секој ден сам на себе да не си дозволиш да сгрешиш поради некоја поголема цел. Тоа е главната борба. Многу е тешко, поготово ајде за помладите, морам да зборам во име на постариве спортисти, зашто помладите пак многу изложени се на многу помалку искушенија, на многу помалку надворешни влијанија, додека ние, да речам, кој има втора работа, кој движи, кој мораш, нели, да работиш, да не можеш да се финансираш само од спортот во овој момент. Да речам, на моје некој ниво не може. Има доста искушенија, има доста моменти каде што пробуваат вака или онака да те оттрнат од спортот, меѓутоа тоа е карактерот, тоа е дисциплината, мора да останеш при себе, мора да останеш на земја, се фокусираш на тренинзи, на спорт секојдневно, што се вика по Инстаграм што искачаат тие 1% better every day. Значи мора секој ден малку по малку да напредуваш. Мора. Ја спомена повисоката цел. Неро, што те мотивира тебе? Мене ме мотивира успех во спортот личен. Успехот во спортот го правам буквално, да не звучи себично, не за мене како само јас го носам успехот, меѓутоа јас како индивидуа да не утре позади себе да оставам некој успех кој сам су го направил, ова не може никој да ти го даде. У ниеден спорт, не само во боксот, не може никој да ти даде нешто со сила, може да до некаде со сила да те бутка, меѓутоа доаѓа момент каде што сам си таму, покажи што знаеш. Така да тие успеси, тие некои победи, но сите спортисти, поготово и боречки вештини ќе ме разберат што зборам, многу е големо, како да кажам, многу голем успех е, многу големо задоволство кога ќе победиш. Многу големо. И сигурно и тимските спортови носат големо задоволство и голем успех, меѓутоа сам си во рингот. Сам си победил, тука е нормално, цел менаџерски тим, тренерски тим, кои да е тука ти помагаат, меѓутоа таа победа си ја носиш сам, нормално. И загуба си ја носиш сам, меѓутоа победите, така да доста е, знаеш, влијае, позитивно влијае. Кој што сака нека збори, кога си сам таму на ринг, кога ќе ти ја кренат раката, не може да ми каже никој дека не се осеќа самоуверен, убаво, дека не е исполнет, поготово затоа што сам си го, тоа е твое дело, за тоа си работел. Зборувавме за дисциплина, зборуваме за жртвите кои што се потребни и за тоа дека најголемата битка не е денот кога е битка, туку претходниот период кога ти се спремаш за таа битка. Но има еден краток пат, можеби до стигнување до некоја поголема сила, а тоа е користење на недозволени супстанции. Тоа се сериозна тема не само во боксот, туку во секој спорт. Апсолутно има, на пример, јас од фудбалот повеќе следам, ми текнува дека една голема фудбалска звезда како Пол Погба, на пример, беше подлежи на сериозни казни поради користење на допинг. Како изгледа тоа во боксот? Да ти кажам најискрено, најтранспарентен да бидам во секој професионален спорт, тоа е присутно. Значи без тие некои недозволени, да речам, супстанции, ниеден професионален спортист не може да опстане во одреден момент од кариерата, бидејќи многу спортисти сега од поготово овие боречки вештини изложен си на повреди, изложен си на умор, мускулот бара, телото бара регенерација. Најчесто во овие вакви спортови тие работи се земаат поради таа некоја регенерација, поради заздравување на тело. Али некој да каже дека не користи или дека не користел, мислам дека лаже. Зборам за професионални спортисти, пак ова слушаат и деца и помали, значи тоа дете од 15 години не треба ни да има пристап до такви работи, ниту пак да се ја занимава главата. Зборам за сериозни спортисти кои улагаат во себе средства, кои имаат тим кој вложува во нив средства, така да он мора да се покаже во најдобро светло. Со сигурност ти гарантирам дека у секоја сфера,
во боксот тоа тешко се санкционира. Ако паднеш на допинг тест, зависи во која држава си, во која земја си, може да добиеш година, 2, 3 забрана, не смеш да боксуваш, така да тоа е голем еден хендикеп, така Чести ли се тие случаи вака на пример? Па мене до сега еднаш ме има тестирано. Фала Богу, негативен бев. Меѓутоа има, зависи од која земја и зависи од која организација. Најчесто кога се боксува за титула во посериозните организации ВБЦ, ВБА, ВБО, подлежиш на допинг контрола, поготово, јас се јавно го кажувам, поготово за нас аутсайдери. Доаѓаме од Македонија, ние да направиме некој изненадување, да победиме некој германски, полски, руски боксер на нивен терен, со сигурност е тестираат. Тоа е со сигурност и ако испаднеш позитивен на тестот, рачуна имаш санкција година-две, па треба да размислиш дали треба да користиш, не треба да користиш, кога да користиш, како да користиш, тоа е некоја друга тема. Да приближно вака јас размислувам со фудбалот, така да приближно тие се казните реално, што не е мала казна. Не. Година време за кариера. Колку е во просек кариера во боксот? Па докај некои 36-7 години веќе, еве да речам завчера беше Јусик боксуваше со Рико има 37, Јусик има 36 или обратно како. И претпоставам дека тоа така, е редок случај може. Види, се зависи од повредите и физичката спремност. Може ти да боксуваш и на 40 и да бидеш здрав. Може да боксуваш и на 27, да не бидеш здрав, веќе на 28 да не можеш да боксуваш. Повреди, така. Се прима доста удари во глава, така да се зависи од ситуацијата, меѓутоа тие некои средни години од 25 до 35 за професионалниот бокс е некој прайм тајм каде што можеш да направиш некој најголем успех. Да, токму и поради интензитетот на борбата те прашав, бидејќи компарирано со фудбал се трча, можеби да имаш некоја посериозна повреда, но сега компарирано со ударите во боксот, тоа е нешто нели, значи тоа се два различни света. Ги спомнавме вредностите, цело време некако зборуваме околу вредности, околу начинот на боксот во Македонија, како функционира. Сега би се вратил на моментот со вредности. Користиме социјални мрежи многу често. И гледаме дека се ствара некој наратив дека тој што вежба бокс или оди на некои такви боречки, како да кажам, дали се часови, дали се ММА тренинзи, дали може така да го класификувам, се презентира некоја машкост преку тоа. Ти како професионален боксер, како гледаш на таа тематика? Не, имам веќе зборувано за тоа. Тоа за мене е спорт како спорт. Ако го гледаме како спорт, боксот е исто како секој останат спорт. Значи само што бокс е ММА, кикбокс, само што описот на спортот е се удари или борење или полуги, така да тоа нема никаква врска со машкоста, малку се злоупотребува, али јас одговорно тврдам дека секој еден професионален спортист сигурно не го злоупотребува тоа намерно. Секој од нас може да се најде у непријатна ситуација, секој од нас може да се најде у секаква животна ситуација, каде што нели ќе избувнеш и нервозен си. Меѓутоа со сигурност секој еден спортист кој си ги знае своите вредности и своите квалитети е потолерантен него да речам граѓанин кој нема познавање од некои боречки вештини, тоа со сигурност и гарантирам, затоа што прво јас знам како спортист дека никад не би употребил нешто према некого намерно да му наштетам, бидејќи тој не може да се носи со теретот што може да го прими. Нели, да некој боксер, кикбоксер да удри некого на улица, да му скрши вилица без потреба тоа. И тоа е изразување на машкост тотално погрешно светло. Тренираш бокс, тренираш кикбокс, тренираш боречка вештина, која било, има место каде што се покажува тоа. Татами, ринг, искачаш, се покажуваш таму и тоа е тоа. Сега нормална работа е дека, нели, тоа е таков атрактивен спорт, борци, мускули, тетоважи, tough guys, сите се црсти момци и нормално дека тоа има луѓе кои го злоупотребуваат, нормално дека и самиот ти на некој начин изразуваш агресија, бидејќи по рингот покажуваш сила. Па тоа малку луѓе да го поврзуваат едно со другото, он е боксер, он е кикбоксер, може да, не знам, нервозен е, лутек е, може да истепа, може тоа, мислам дека тоа е малку попримитивно размислување. Ако гледаме како рол модел, сите светски тие се баш смирени луѓе, никој од нив не пропагира некоја агресивност, некој гангстерство, сите се смирени, сите се на земја, нема потреба тоа. Значи, од ова може да констатираме дека Неро кога влегува во кафиче, не влегува прво со едно рамо, па после со второ. Не. Влегува и гледа да не го види некој да си седне на рада да пие кафе. Да се надоврзам, да навлезам подлабенски вака во прашањето, што за тебе значи цврст маж, силен маж или човек? Не минав, дали е тоа до тоа колку може, колку е спремен, колку
да кажеме склекови може да направи, или е можеби нешто поинаку поврзано со емоционална зрелост, контрола, самодоверба? Физичката спремност според мене не директно не влијае врз машкоста на една личност. Меѓутоа дека како машки ние треба да сме појаки од пол, треба да си физички спремен, да не се запоставуваш у смисла прво од здравствен аспект, сега да пуштаме стомаци сите да бидеме да не се навреди некој дебели или вакви или такви, треба се работи на себе. Меѓутоа тоа не е одлика, да речем, тоа е пресудно дека ти си некој поголемо машко од овој што е послаб или овој што е подебел или покрупен. Треба да се работи на себе, да се како личност, прво да се наградуваш умствено, а потоа треба и нормално се работи на физичкиот аспект. Мора, значи, еден маж да биде здрав, не можеш да дозволиш да не можеш, сега да речем некоја 20 склека да направи маж, здрав маж, мора да направи 20 склека, бидејќи тоа е некоја основа. И да биде доволно физички спремен за да биде здрав, да не биде на терет на никого, да може да искочи, да пешачи, да движи, да биде дел од да може секојдневно да функционира како што треба. Дали помладиве момци денеска, да кажем, ајде од тинејџери до кај негде 22 години отприлика, па може и повозрасни од тоа, дали сега влијанието на социјалните мрежи е тоа, дали според тоа влијание на социјалните мрежи можеби прифаќаат и несватливо промовираат немажествен начин на покажување на машкоста? Не, кај нас е сега тоа популарно, нели мускули се кај нас популарни, се вратија у мода. Да, сега сите вежбаат. Сите се тетовирани и сите вежбаат. Што од една страна е позитивна работа, многу е битно млади да вежбаат. Моментално младиве на 14, 15, 16 години изгледаат многу по фит и по добро него на мои 14, 15 години, многу помал процент на млади, на тинеџери, у тоа време вежбавме, имавме некоја база на мускули, сега сите се опседнати со мускули. Кој би рекол дека младите читаат состојки на производ во маркет, така? Значи тоа е преширока тема. Значи сега младиве взимаат и стероиди, взимаат и прават се да се доведат у ситуација да имаат мускули. Дел од нив го прават тоа од погрешен мотив. Значи они го прават тоа, нели, женски, млади се, пубертет, 17-18 години, мускулите тоа важи, а дел од нив има доста голем процент кои се баш она спортски ориентирани и мене ми е мило кога ќе видам полни се парковите, значи со деца кои вежбаат, кои се квалитетно градени, имаат некоја мускулатура. Да ти е мило да видиш младо дете кога ќе здраво младо дете, знаеш дека во иднина уште поздрав ќе биде, од него ќе испадне условно да рече некој маж. Да, единствено паралелно што се отвора во Македонија, мора да кажеме, сега не со таа брзина за жал, како обложувалниците можеби и штедилниците како и оние за брзи кредити, можеби се теретаните. Реално да збориме тоа. Да. И што е реално една од ретките, можеби да кажеме, стварно позитиви кои што никој не може да ги спори во држава. Веќе вежбањето, секојдневното вежбање или тоа станување на фит стана, не е тоа веќе некој баук. Дел од секојдневие, имаш стари жени, постари луѓе, млади луѓе кои веќе се и не е табу тема, што не е табу тема, тоа е многу за наше општество. Многу битно, тоа сега да кажам, не е веќе порано 2000, 2001, 2002 година еве постари од мене, они знаат, тоа 2003, 2004 година се 5 души од едно мало вежба у теретана. Немаше цело мало да вежба, сега немаш човек што не вежба у теретана. Фирми финансираат, плаќаат нели на вработените да идат во теретани да вежбаат, што е позитивна работа. Абсолютно. Затоа што се повеќе работиме во седечка позиција, сите се кој по канцеларии, кој затворени се на компјутер, многу е битна таа физичка раздвижување, физичка активност, како за машките, така и за женските. Дури може за женските да е и побитна. Така, јасно. Да се вратиме на една друга тема. Зборувавме за социјалните мрежи, какво влијание тоа имаат, нели, но изборувавме и за како изгледаат во странство некои боксерски актуелности и слично. И сега мене ова што ми паѓа сега на памет е српскиот јутјубер, инфлуенсер Пака Прасе имаше некој настан чемпионшип надпреварување кој што го организира таму, некој евент, некој настан. Не сум премногу пати истражав многу бидејќи сега да ја поставам прашањето, но реално мене беше тоа таму доста вака чудно од каде што да пофаќам искрено за да сватам што се случува. Како ти како професионален боксер, како гледаш на овие вакви надпреварувања? Веројатно си запознаен со концептот, така? Да, не, искача сегде тоа, ти искача на Инстаграм, тоа е нешто. Како да ти кажам, морам да застанам во одбрана на спортистите. На сите спортисти кои се дел од боксот или тие боречки вештини, тоа е една циркузијада таму. Тоа што го имам видено. Од аспект на спорт, ја морам така да кажам, значи секој спортист би се навредил кога некој би го ставил на иста
на исто рамниште со тие таму, не знам се, да не ги врејам како да ги наречам циркузанти, што искачаат, се фрлаат од ринг, со маски се борат. Меѓутоа, пак ќе кажам, застанувам одбрана на спортистите и сигурно секад ќе бидам во страна на спортистите. Никад јас не би дозволил да бидам дел од такво нешто. Меѓутоа, од друга страна, па јавноста го гледа. Тој Бака Прасе човек кој има гледаност. Он си ги плаќа тие, не знам, некои цифри се спомина 5, 10, 15 илјади. Колку борци од Македонија земале 10.000 евра од борба? Да ги собереме, да ги прашаме колку. Значи, буквално од тој бизнис аспект, он искрено, да не бидам вулгарен, ги помача сите. Буквално сите. Од спортски аспект, пак кажувам, за мене е тоа нешто што не треба да поминува, затоа што тоа е скрварење на една боксерска слика, такмичарска слика, како и да кажам, затоа што сега, ако ставиш на ранг некој боксер српски кој е доста познат и го споредиме со тие циркузанти таму што рипаат од рингови, нормално дека секој боксер ќе се навреди. Меѓутоа, пак од бизнис аспект, он е некој што прави таму некој шоу, искачаат, го следат луѓе, деца. Секој нека прави како мисли. Он ги финансира, они му прават циркус, он прави пари на тоа. Сигурно дека има некоја математика. Сега секој боксер индивидуално дали ќе дозволи, дали таму ќе се бори, нема се добори. Они сега спомнуваат некои имиња, некои ММА борци и доиделе кај него емисии, не иделе. Значи пак да се надоврзам, збориме тие ММА борци таму кои гостуваат кај него се луѓе кои имаат изградени кариери, по 30-40 сериозни борби надвор. Значи они можеше да си дозволат што сакаат. Вака за млади борци, за боксери кои сакаат да направат кариера, мислам дека местото не им е таму и не треба уопште да ги занимаат такви работи. Кратко прашање, иако можеби веќе ми го одговори, се надам дека нема да судиш како навреда, дали ти во некаков таков концепт, доколку има и повеќе професионални борци, би учествувал? Па искрено во ваков формат не. Искрено не. Затоа што мислам дека во овој момент од кариерата не ми е местото таму. Се уште се градам како борец, се уште сакам да направам некој успех лично за себе, така да парите не ми се некој приоритет, така да не би сакал да. Ова што го гледаме со Бака Прасе не е нешто што е искочило оригинално од Бака Прасе. Тоа нели меѓу другото е искочено и со Логан Пол, ако не се лажам, нели дали се преваруваше со Антони Џошуа, дали со Мајк Тајсон. Дали можеби ова еднината на шоуто од боксот, не на спортот, но на шоуто, на приматот на вниманието. Да, сигурно дека така ќе привлекуваат внимание понатаму, 100%. И сигурно дека ќе прават пари со тоа. И секоја чест за тоа. А дека е дел од, дека е иднина на боксот не е, затоа што има сериозни луѓе во боксот што тука кај нас, да речам на регионално ниво, што на светско ниво, каде што сигурно нема да дозволат тоа да биде иднината на боксот, тоа се само некои поединци кои се мешаат во тие некои води. Они си знаат зошто, сигурно има некоја математика, да не навлагам во тоа. Неро, јас и ти сме при крајот на нашите 45 минути, реално многу брзо помине. Да. Тоа го кажам можеби на сите епизоди до сега, но навистина особено оваа некако многу вака брзо ми пролета, бидејќи можеби од сите теми до сега најмалку знаев и реално доста информации впив од тебе денеска. Пред да навлеземе, знаеш дека имаме ние брзи 45 секунди, да. Пред да навлеземе во тоа сакам уште едно прашање, само вака до целата публика. Ако некој млад дечко или па девојче те следи и сака да биде професионален боксер во животот, што би му кажал онака што никој друг не би му кажал за да успе? За сите тоа млади е порака. Нека си ги слушаат тренерите, нека вежбат напорно, додека се млади. И нормално нека не стагнираат. Сега е се достапно, социјални мрежи, контакти, нека искачаат надвор, нека идат, нека прават кампови тренинзи, што во регионот, што во светот, нека созреваат како борци и само нека вежбаат, успехот е загарантиран. Каков успех никој од нас не знае, меѓутоа успех е загарантиран. Жртва и дисциплина. Да. Добре. Продолжуваме со брзите 45 секунди. Може. Спремни сме. Омилен боксер на сите времи. Јусик. Што правиш веднаш после борба? Се туширам. Борба што никогаш нема да ја заборавиш. Изгубена во Холандија. Музика пред борба или тишина? Музика. Што те мотивира најмногу во животот? Успех. Најтежок тренинг што си го поминал? Мора да потенцирам спаринг со Велико Ражнатовиќ. Храна што најмногу ја сакаш после тренинг? Песто паста. Каде се гледаш за 5 години? Со некоја европска титула. Најголем страв пред борба? Да не изгубам. Ми сугерира дека привршуваме, но сакам да прашам јас искрено вака едно прашање. Еден збор за боксот. Дисциплина.
Неро, ти благодарам. Помина и брзите 45 секунди, помина и нашите 45 минути. Мислам дека имав прекрасен разговор, вака доста како за човек. Јас искрено тргнувам од себе, верувам и нашите гледачи. А доста вака како човек што не ги знае доста овие работи, многу вака и дури интересно, многу интересно ми стана и да следам бокси понатаму. Се надевам дека ќе се радуваме на твои успеси многу во иднина, особено да почнеме од првиот на 27-ми. Ево вака ние од 45 минути тука со режијата, ево тука позади камерите ти посакуваме многу успех. Навиваме и стискаме палци за тебе. Фала ви на покана, фала ви на убавите пораки и се гледаме пак. Здравје, со победа кога ќе дојдам, снимаме уште една емисија. Снимаме со задоволство уште една емисија. Нера, фала ти штенаш. Фала и на тебе, Данила, се гледаме. Драги гледачи, со ова завршуваат уште едни 45 минути. Ви благодариме за вашето присуство и вашата поддршка која го добиваме во претходните епизоди. Бидете поздравени и чувајте се.